Благодарам, председателе. Поздрав до сите. Воедно сум согласен дека треба да ги искористиме сите расположливи капацитети за справување со COVID-19 и за ова зборуваме во континуитет веќе втора година. Носевме закони за задолжување, изгласуваме кризи, продолжуваме кризни состојби, но никако никој да направи еден пресек, една рекапитулација што од сето тоа кои се резултатите. Ние како политичка партија и пратениците од ВМРО, ДПМН и коалицијата од почетокот кажувавме пред се на почетокот за лошата, катастрофално лошата проценка од страна на министерот за здравство и министерството и кризниот штаб околу проценката, околу тоа како ќе се развива оваа сета криза, оваа ситуација. Сите треба да памтиме околу таа катастрофално лоша проценка на министерот. Еве, ако не знаете, ќе повторам, дека на почетокот предвидуваше 1500 до 2000 заболени. И од тука настапи почетокот на овој проблем, бидејќи ако ние планираме дека ќе имаме 1500 до 2000 заболени, а во моментов имаме 216.000 заболени, 8.000 само починати наши граѓани, тогаш се поставува прашањето дека одговорноста е кај министерот, Министерството за здравство и кризниот штаб, односно Комисијата за заразни болести, бидејќи спрема таа катастрофално лоша проценка се одвивали и припремите. Бројот на болнички легла, бројот на медицински персонал, односно целата таа логистика и капацитети не може да се исти за да се справат со 2000, ако се очекува да се справат со 2000 заболени, или за ваква една пандемија, што во моментов, како што кажав, имаме досега 216.000 заболени и трае веќе втора година. Тоа го укажувавме уште на почетокот, во доста конфликтни вербални расправи влегувавме и со министерот, но како што се покажа не биле во право, но затоа одговорност и ден денеска нема од никого. Оние што се носеа кризни мерки, мерки кои ги носеше Комисијата за заразни болести, беа повеќе смешни, трагикомични, бидејќи се случуваат такви ситуации да не се превенира навреме и после као демек нешто се прави, а се правеше уште поголемо зло. Сведоци сме како се блокираше по големите градови, се блокираше град Скопје, се кажуваше дека ќе биде во локдаун, а се дозволи скоро сите жители да излезат и да одат по туристичките места и по другите градови во Републиката, и каде што се виде дека никаков бенефит од таквите одлуки. Зборувавме цело време дека треба да се формира нова комисија за заразни болести, каде што ќе доминираат луѓе кои се докажани во фелата. Зборувавме тука и за процентуална застапеност од посебни сфери, лекари, епидемиолози, микробиолози, дополнително предлагавме, ништо исто така не беше прифатено. Донесовме и закон за задолжување од 90 милиони евра, тука во Собранието на Република Македонија го гласавме, во кој можам да кажам дека ќе се сетите, односно треба да се сетите дека 54 милиони евра од тој закон кој изнесуваше 90 милиони евра да се задолжиме, се беа наменети за труд и социјала, за справување на ранливи категории граѓани во делот на ковид кризата, односно превенирање на последиците од ковид кризата. Голем дел од тие пари се потрошија за подкуп во сите избори кои што ги имавме во овој период. Континуирано се врши подкуп на ранливите категории на граѓани, искористувајќи ги овие задолжувања, овие кредити и овие заеми. Повеќе од милиарда евра се потрошија пари као демек со справување со корона кризата, резултатите се невидливи, никакви, односно, еве и вие доаѓате од истиот град, како и јас, од Прилеп. Прилеп долго време, можеби и сега, е еден од градовите во светот со најголема смртност на 100.000 жители. Тоа е поразително. И повторно никаква одговорност. Никој не сака да зборува и да каже каде се потрошени тие пари, колку средства се потрошени, каде се легнати. Цело време и во законот
се зборуваше 30 милиони евра, некаде 33 милиони евра требаше да бидат одделени во делот за здравство, односно за Министерство за здравство, се зборуваше за нови здравствени капацитети, се зборуваше за вработување на медицински персонал, но сето од тоа ништо. Исто ќе кажам, трагично е она што во Прилепската болница сега се појавуваат медицински сестри кои по никаков договор не се водат дека се вработени. Може би ни на некоја салфетка, ни на лист хартија не се пишани, а сме му ги довериле животите на илјадници граѓани. Луѓето не можат работеле со месеци, не можат да си ги наплатат платите, да си ги добијат средствата за кои честно, поштено ги сработиле во ваква криза. Со по 12 часови и повеќе дневно во комплетна опрема, скафандери, маски, ракавици и се тоа. И сега излегуваат по телевизии, се молат и никаква одговорност за директорката на болницата која кажа после избори ќе гледаме парите да се исплатат од спонзори. Па еве вие како представници од владата ве прашувам какво е тоа доделување плата во јавно здравство од спонзори. Дали имаат тие луѓе здравствено осигурување, пензиско осигурување, дали се по некаков било каков договор? Кој е тој спонзор и зошто би исплаќале спонзори за платите на здравствените работници? Затоа ние здравството дојдено до тука каде што ни е дојдено, на најниско можно ниво, заради лошото менаџирање комплетно, во секој дел. Што треба владата да менаџира, како што кажа колешката Петрушевска, во секој дел, во секоја сфера, не само во здравството, но сега здравството се соочува со голема криза, со голем предизвик, со кој по сите извештаи, по сите параметри во Република Македонија се справи најлошо во светот, односно не се справи. Околу одговорноста за модуларните болници, како се направени, што се направени, и навистина е нечовечки да нема одговорност после на таква несреќа. Но во Република Македонија гледаме во континуитет, откако Социјалдемократскиот сојуз е на власт, не е познат зборот одговорност. Никој за ништо не одговара. Го браневте министерот за здравство, кој долго време го напаѓавме не како човек, не како лекар. Тој е одличен неврохирург. Сите се согласуваме. Но како министер не испорача резултати. Не се соочи добро, не одговори на предизвикот на оваа криза. И ние го напаѓавме дека баш заради тоа, дека не ги испорача очекуваните, односно потребните резултати. И долго време му правевте стикери, аплаузи по тераси и не знам што ти уште не, колку пари потрошивте за кампања, пиар кампања на господинот Венко Филипче, на крајот да го испазарите само за да останете на власт. Сега еден таков великан во медицината, во јавното здравство во Република Македонија, неврохирург, не чинил, чини, сега ќе се справи со кризата некој стоматолог. Зошто? За да се одржите, да гребите, да се одржите на власт. И како ќе видиме понатаму дополнително сега во оваа криза, во оваа пандемија се прави промена во Министерството за здравство со недокажан кадар. Баш заради тоа што сум стоматолог, знам дека во моментов ни треба многу повисок кадар од доменот на медицината да се справи со ова пандемија. Баш заради тоа што господин Николовски сум стоматолог и знам дека во овој период, во оваа страшна криза, никако не би се нафатил на такво одговорно место. Баш заради тоа. И затоа зборувам и критикувам. И ќе видиме кои ќе бидат дополнително резултатите од оваа ваша рокада само за да останете на власт. Се пазарите за се и се што. Тоа е во Македонија сега користениот збор и затоа граѓаните ја губат довербата и во политиката и во политичарите, бидејќи гледаме дека комплетно се е пазар. Пазар. Тоа го видовме и на последната седница кога требаше да има изгласување на недоверба. Господине министре, веќе ве прашам како вие за внатрешни работи бевте присутен, мислам дека бевте присутен, премиерот беше тука, сите бевме загрижени каде се најдува нашиот колега. Вие си се смешкавте, сигурно знаевте каде е сместен. И ако човекот сакал да
поддржува некои европски вредности кои гледаме отпосле дека бил некој промотор на европски вредности или не знам што. Во домот на демократијата требаше да дојди во парламентот да си кажи зашто се залага, дека токму поради тоа нема да прифати да биде дел од некој ново мнозинство, дека ќе продолжи да ги практикува политиките кои досега ги практикувал, кој може во најбезбедната зграда, во домот на демократијата, да му наштети, да му направи нешто, па и да му се закани на еден пратеник. Тука гледам пропуст и од ваша страна што не сте се грижеле доволно за безбедноста, еден пратеник да може да дојде безбедно на работно место и да дискутира за вредностите кои што ги застапува, а не да дава изјави од некој подрум, од некоја визба, дека застапувал демократски вредности. Малце излегов една мала дигресија од темата, но ќе продолжам понатаму, само ова да го укажам како пример, дека апсолутно во Македонија не постои зборот одговорност и затоа резултатите се вакви. Јас заташкав ситуацијата со Ласкарци, јас заташкавте ситуацијата со модуларната болница во Тетово, сега гледам истото се случува со трагедијата во Бугарија, а одговорност нема. Затоа че ни се случуваат, не дај Боже, дополнителни вакви катастрофични ситуации. Со парите, средствата кои се одделуваа за хитно справување со коронавирусот, никаков извештај каде се потрошени, како се потрошени, за тие модуларни болници, како се градени, колку се изградени, колку се во тек на градба, колку се пуштени во употреба, дали во моментов функционираат. Еве, јас само за информација ќе ви кажам за модуларната болница во Прилеп. Модуларната болница во Прилеп, кога работи, кога не работи, во моментов мислам дека пациенти не се примаат во оваа болница, има само геодетски елаборат издаден од општина Прилеп. Има основен проект, но без подпис и печат од никого. Како му рекле демек да најдат печат од некого да го искористат, од кој тој некого не знам. Да најдат некој проектант да го средат тоа. Нема ревизија на основниот проект што било обврска во случајот. Нема решение за поставување на модуларна болница што е обврска на Министерството за здравство. Нема решение за технички прием, нема документ за примопредавање. Во модуларната болница нема мини лабораторија што било обврска исто на Министерството за здравство. Можеби дека не била комплетна, затоа нема ни документ за примопредавање. А внатре имаше во одреден период, па и до сега, можеби во моментов не сум информиран, мислам дека нема пациенти, но се лечеа пациенти во еден објект кој нема никаква документација. Има само записник за прием на опрема, кревети, шкафови, столици и слично. Изградена е со 3-месечно закаснување, пуштена со фанфари, со хеликоптер дојдоа министерот и премиерот и други министри во Прилеп. И уште една симптоматична работа, што големен дел од работите во таа модуларна болница се градени, односно сите изведувачи работите најверојатно ги донирале и затоа нема записник, нема никаков документ колку е донирано, што е донирано, фирми кои биле блиски до раководството на Социјалдемократскиот сојуз, дали од кои причини донирале, дали од што се хумани, општествено одговорни, или пак се замижуваше, се трошеа големи суми, како например Стентон градба Битола, која го градеше епохалното мовче од 10 метри во Прилеп, што кошта 730.000 евра, која изградил подлогата за оваа модуларна болница како донација, водовод, јавното предпријатие Водовод од Прилеп исто како донација работело, гасот го поврзала фирмата Технички гасови и сето тоа како донација. Затоа, почитуван министер, представници од влада, директоре за кризи на ЦУК, затоа ни се случуваат вакви работи. Затоа денеска јас очекував од вас, пред да секако дека има потреба да се насочиме комплетно кон справување со
кризата со ковид, но да дадете барем еден осврт, краток извештај, што сме направиле, како сме се справиле, кој понесе одговорност за лошото менаџирање и зошто нема одговорност. Ние, кога цел свет тестираше, ние не правевме ништо, немавме тестови. Кога цел свет вакцинираше, ние се оттепавме од барање фирми, че некој од Хонг Конг со тројца вработени за да се лапнат провизии. Сето тоа документирано. Министерот излегуваше, се срамеше, правдаше, нема такво нешто, има такво нешто, на крајот кога излегоа документите, се заташка и тоа си почути одговорност од никаде, од никого. Луѓе си умираја. И на душа ги носите сите тие што починаа после Нова година. А можеа да бидат спасени ако многу порано се отпочнеше со вакцинација во државата. И уште многу глупости кои се правеа, но еве како еден рекапитулар на сите проблеми во здравствениот сектор што ни се случуваја во овој период и зошто да не слушнам од вас како представници на владата за одговорност. Или пофалете се ако мислите дека добро сте го сработиле. Ако овие бројки што ви ги кажувам сте прогнозирале 2000 заболени, сте дошле до 216.000 и 8.000 починати, ако се добар резултат, тогаш граѓаните да го оценат. Но граѓаните ја оценија генералната политика на оваа неспособна власт на претходните избори. Затоа ум во глава да ја поддржиме оваа кризна состојба, да се справиме со сите капацитети, но дајте бе луѓе конечно еднаш да се кажи кој е кој, што е што. Дајте да видиме на што се трошат парите, зошто ни поминува времето, зошто ни умираат луѓето по улици, по болници, уште ни умираат луѓе по ходници. А ова не знам која поред продолжување на кризната состојба. Мора да има одговорност, значи треба, сакале вие или не, мора да почнеме да постои одговорност во државава. Кога гледа дека никој за ништо не одговара, на никој ништо не му е гајле понатаму како ќе работи и што ќе работи. Околу одговорноста и понатаму ќе продолжам на третата точка, каде што во кризната уредбата за кризна состојба, исто така се предвидува еден скандалозен член, после ќе зборувам, каде што се амнестираат сите кои довеле до ова лошо менаџирање. Ви благодарам.